Неисплатени субвенции, помалку пари државна помош за тутунарите, за млекопроизводителите, неутврдени цени пред стартот на жетвата, поништени повици за доделување трактори и земјоделска механизација, прераспределени и суспендирани професионалци, изгубени и вратени во Унијата скоро половина милијарда евра, пари од ИПАРД програмата. Ова се само дел од аргументите на СДСМ, кои поднесоа интерпелација за министерот за земјоделие Трипуновски. Кога веќе ги лажевте земјоделците со некаква зголемена поддршка, а истата е помала од било кога претходно, бидете искрени барем до крај и кажете им на земјоделските производители дека ги задолживте идните генерации со 2,5 милијарди евра и тоа е единствената работа која што направивте, меѓутоа кажете на земјоделците за вас нема пари, снаоѓете се како знаете и како умеете. Колабиран и хаотичен систем со огромни долгови, неисплатени субвенции, но и плати по 4 до 5 месеци за вработените во македонски шуми и водостопанство. И тоа што го оставивте вие, реплицираше министерот Трипуновски. Во 2019 година Македонија се задолжила со 46 милиони евра пари од Светска банка за модернизација во земјоделството. До 2025 година, до 24 поточно, со преземањето на власта, реализацијата на овој проект беше помалку од 10%. Втор аргумент за вашето неработење. Македонија е задолжена повеќе од 80 милиони евра во германската банка KfW. Е повлечени средства од овој кредит, државата има платено над 2 милиони евра државни буџетски средства. Тие пари можеле да се искористат за многу други работи, меѓутоа заради вашето преспиено време во кабинетот, овие пари се платени од нашиот буџет. Земјоделците никогаш не биле во полоша состојба, барат средба со премиерот, бидејќи веќе не им уверуваат на министерот, велат од СДСМ. Власт ветуваше земјоделска преодба, но по 2 години гледаме само скандали, гледаме корупција, гледаме блокирани европски средства. Гледаме намалени субвенции, гледаме уништена доверба, гледаме незадоволни земјоделци. Гледаме пропаднати ветувања. И затоа денес ова интерпелација е повеќе од оправдана. Мислам стварно, срамота е кога ве слуша човек не може да не изреагира. Вие зборувате за мобинг и како се однесувате со вработените. Љупчо Николовски. Па судски пресуди сега доаѓаат кои што ќе треба овој министер и ова влада да ги плаќа. Судски пресуди доаѓаат за мобингот и неспроведувањето на одлуки кои што требаше вие да ги спроведете во ваше време. Цветан Трипуновски раководи со Министерството за земјоделие изминативе 2 години со доаѓањето на ВМРО ДПМН на власт. Претходно во 2 наврати беше советник во ова министерство. Наташа Мерсовска, Сител телевизија.